И почнуваме со дебатниот дел, како што кажавме, на линија го имаме господинот Ѓорги Филипов, кој е поранешен амбасадор, како и координатор на меѓународната експертска група за трговски марки со Грција. Господине Филипов, се вклучуваме вака онлайн, бидејќи не сте во земјава, затоа разговорот ќе го водиме вака. Се надевам дека ќе имаме добра врска и добро расположение, се разбира, за да ги анализираме состојбите во македонската дипломатија од изминатата година. Добро утро. Добро утро, добро утро. Благодарам на интересот. Јас 2 дена не сум до сега бев во земјата, за 10 дена сум повторно таму, меѓутоа сум подготвен за разговор на оваа тема секогаш, особено оваа година беше доста интересна од дипломатски аспект и од секаков аспект, предизвици на сите страни, така да ќе има за што да разговараме. Да. Вчера министрот за надворешни работи, господинот Бујар Османи, одржа една, да речеме, завршен брифинг со новинарите во однос на неговите редовни брифинзи кои ги држеше секоја недела, и овој се однесуваше некако на целата година. Тој ги заокружи сите дипломатски активности и интересно е што министрот Османи посочи дека 3 точки биле клучни за минатата година. Тој кажа дека тоа се Вашингтон, Брисел и Софија. Вашингтон поради стратешкиот диалог со Соединетите американски држави, Брисел поради почнувањето на преговорите со Европската Унија и Софија, како што кажа Османи, поради нормализацијата на односите со Бугарија, тоест нивно ставање во еден колосек представен преку европската рамка. Како вие гледате на тој пресек на министерот за надворешни? Па воглавно се согласувам со тие 3 точки кои што тој ги нагласи. Меѓутоа, тоа е од негов аспект на активностите што ги спровело Македонското министерство за надворешни работи. Инаку, тоа министерство и целата држава и целиот свет се соочуваа со исто така многу предизвици и прашања кои што требаше моментално да се даваат одговори. На прво место ви го ставил тука прашањето на војната во Украина, односно специјалната интервенција на Русија во Украина, која што трае веќе неколку месеци, 9 месеци, иако се сеќавам дека на почетокот Путин вети дека најмногу ќе трае до нова година, и тоа гледам дека тоа нема да оди баш така. После се сеќававме како последица на таа интервенција светот, не само Европа, значи светот западна во една енергетска криза, во една криза на храна, што дипломатијата и владите и овие меѓународни организации дојдоа до точка во која што требаше да покажат дали може да функционират и не. За среќа се најдоа некои солуции, сепак на крајот дипломатски решенија, така што се преброди таа криза за храна, меѓутоа енергетската криза и натаму остана. Тоа не е само енергетска криза, меѓутоа таа предизвика исто така и криза, неразбирлив скок на цените, кој што не може да го следат примањата, така што покрај дипломатија мораш се вклучат и други економски мерки и социјални мерки, да некои делови од општества, не само во нашата земја, ами во други земји, да успеат да состават крај со крај. Значи, иако дипломатски гледано се сочува од негов аспект Вашингтон, Брисел и Софија, меѓутоа ние тука би ги додале и тој почеток на скрининг со Брисел, како многу важна работа, всушност почеток на преговори, негови многу посети, не само посети на министерот за надворешни наш, ами многу министри, многу председатели, многу премиери, многу комесари дојдоа во Северна Македонија да изјават поддршка на нашите напори за членство во ЕУ. Тука би ги набројал и завршување на овие работата на Меѓународната експертска комисија за трговски марки, резултатите од договорите со Бугарија, со Грција, може на некој начин да се направи едно резиме и да видиме дали биле позитивни или негативни. Инаку се согласувам дека тие 3 точки се, да, меѓутоа во нив се содржат многу работи за кои што ние можеме да дискутираме сега и малку подетално да образложиме што значи тоа Вашингтон, Брисел и Софија. Најважно е дека јазикот не отиде никаде, значи македонскиот јазик нити можеше да отиде.
опстана, па дури се подпиша договор со Европска унија и на македонски јазик, кој што договор мораше да го подпише, односно веројатно сакаше и соседот Република Бугарија, зборувам за Фронтекс, договорот со Фронтекс, и особено подготовката на македонската дипломатија за раководење со ОПСЕ наредната година. Тоа е една меѓународна организација за безбедност, односно Европска организација за безбедност, чија репутација допрва треба да се врати на она ниво што го имаше и порано, зашто гледавме дека како превенција воопшто не делуваше и две членки на ОПСЕ, и Русија и Соединените американски држави се најдоа на спротивни страни, а ОПСЕ беше тука, може такви прашања да се решат во рамките на ОПСЕ, а не да се почне војна, па сега треба да се решаваат на крајот сепак на дипломатски начин. Некако амбасадоре, ова со ОПСЕ е интересно, бидејќи како да се повторува некоја аналогија со Македонија, со нашата историја досега, кога земјава доаѓа до некој момент, до некои навистина значајни успеси, како што е представувањето со ОПСЕ или како што е почетокот на преговори со Европската унија, каде сега се случуваат големи превирања, се смени методологијата за преговори и така натаму, а толку време чекаме, па и Бугарија сега да не се навраќаме. Туку ова со ОПСЕ ми е интересно, бидејќи токму кога дојдовме навистина, тоа е една важна работа, сите кои разбираат председавање со ОПСЕ, самата организација се најде во едно големо искушение во ова што го кажувате. Навистина е прашање и за обстанокот на самата организација, бидејќи Русија е сепак многу важен член во таа организација. Така. И за разлика од она заедница на европска заедница која што сега се прокламира како некакво продолжение во кое што спаѓа Европската унија, каде што само 27 земји, таму се околу 50 и нешто земји, во таа европска заедница, за разлика од ОПСЕ, нема да членува Канада и Соединените американски држави, што е самото по себе еден интересен момент, па и од дипломатски аспект гледано. Меѓутоа, ОПСЕ, тоа постои, ние со гордост го покажувавме на времето седишто на ОПСЕ во Виена и која и делегација да дојдеше дека бев амбасадор таму, прво одевме да се сликаме пред знамето на Република Македонија, бидејќи во средина така доаѓаше на М поставено, а таа ОПСЕ 2-3 години не функционираше како што треба. Така, и не само 2-3 години, иако постои повеќе од 50 години, така што сега стварно предизвик со ова председавање на ОПСЕ да се даде еден нов моментум, иако Македонија мала земја, меѓутоа може многу да се направи баш тоа што е мала и што не може да наметнува исклучиво нејзини интереси, како што тоа можат некои земји, како на пример Франција, кога избра нов председател, па новиот председател да се представи на светот, почна со тоа што воведе нови правила за членство во Европска унија, кои што и не беа совршено подготвени, а баш нас не затекоа. Така што таква не била кармата, имаме моменти, значи не се создавало лесно држава, иако поминаа 30 години од како сме самостојни независни. Сепак, овој предизвик е момент на кој што можеме да се докажеме. Во исто време преседававме со Централ Европски иницијатива, со земјите на Југоисточна Европа, членки сме на таа повелба Јадранска и секаде дали нашата дипломатија ќе може тоа тие сите работи да ги издржи, можеме за тоа да зборуваме исто така. Господин Филипов, ајде малку да ги изанализираме овие точки кои што ги кажавме, главните моменти на македонската дипломатија. Еве да почнеме од Вашингтон, од на некој начин реактуализирање на стратешкиот договор со Соединетите американски држави. Тој имено е подпишан уште одамна, уште од 2008 година, но годинава некако како повторно да се врати на површина, да се врати во игра, па бевме во Вашингтон, го подпишавме тој продолжение на тој диалог. Ја со министерот Османи уште така. Да, дали мислите дека тоа се случи поради војната во Украина, на некој начин што тој стратешки однос со Соединетите американски држави повторно исплива на површина, дали тоа е причината? Па може да се додаде тоа, меѓутоа најголемата причина е потполното членство на Македонија во НАТО, која што сега има и други задачи. Во тој стратешки диалог со НАТО знаеме која е земја која што најмногу вложила во НАТО и вложува во НАТО
И, значи, прво е членството во НАТО, второ е овој момент непредвиден, можеби, со Украина, каде што стратешките овие договори нема Соединените Американски држави со многу земји во Европа такви договори. Со нас е интересно што добро имаме и полигон на НАТО во нашата земја, каде што војниците на НАТО вршат своји вежби, тоа само по себе веќе значи нешто. И овој стратешки диалог сега на ново ниво се води на некој начин. Оние работи што биле тајни кога сме биле само кандидати за членство во НАТО, сега се јавни. Тие јавни, мислам за лицата што треба да ги знаат од безбедносен аспект и од дипломатски аспект. И затоа е ново значење добива тој стратешки диалог и како што гледате од самата Америка му се посветува поинакво внимание веќе. Вашингтон знаеме колкава улога игра, особено во регионот на Југоисточна Европа, особено во нашиот регион во Западен Балкан. Неколку војни и конфликти се завршени баш со интервенција на НАТО и на САД. И затоа е тој диалог многу важен. Со право го истакна министерот тој диалог. Мислам некаде во почетокот на јуни се одржа со една нова министер, односно помошник државен секретар за Југоисточна Европа, не само за Европа и за Азија. Таа е Карен Долфилд, поранешна директорка на Маршалов план за Европа и со добро познавање на приликите во Европа, иако е таа за Европа и Азија, гледаме дека поголем момент му се дава сега на она евроазиски момент, каде што сме ние на некој начин на југ и на исток од Европа а колку и да сме мали имаме некое значење. Затоа е важен тој диалог. Веројатно се дискутирало и за работи кои што не се сите кажани во средствата за јавно информирање, што е сосема нормално. Тој стратешки диалог и договор не е само од економски аспект, има повеќе аспекти, али сепак тука е најважен според мене безбедносниот аспект. Дури така беше и кажано кога се потпише тој договор 2008, ние како пандан, односно замена за тоа што не станавме членки на НАТО, тогаш САД потпиша стратешки диалог во кој што строго рече дека безбедноста на тогашна Република Македонија ќе зависи од тоа кој сака да има некакви намери да работи на тој план во негативна смисла, дека ќе биде спрешен од Соединените Американски држави. Гледаме и дека некои активности што ги спроведува се токму во таа насока. Да. Потаму на прво место тој Вашингтон го стави, веројатно министерот, зашто тоа е најважното прашање, се разбира, безбедносното прашање за опстојување воопшто на една држава, понатаму е Брисел. Во тој амбасадоре, во тој стратешки диалог со Соединените Американски држави, како што и вие исто така велите, има и други елементи, безбедноста се разбира е главниот, но интересно е дека има цело поглавје кое е насочено кон корупцијата. А гледаме дека Вашингтон представи еден пакет за борба против корупцијата на Западниот Балкан. Се гледа на дека тоа прашање се издигнува на врвот на приоритети на Соединените Американски држави за регионот. И интересно е што првата порака на американската нова амбасадорка во земјава, Агилар, е толкму тоа, борбата против корупцијата. Таа коментираше и некои актуелни случаи, како оној за Онишченко, како изборот на обвинители, беше прилично остра во тој поглед и се чини дека тоа ќе биде приоритет голем за амбасадата на Соединените Американски држави, а секако во тој контекст е и еден настан што вие ќе ме поправите дали е така, јас мислам дека е без преседан, доаѓањето на тима за санкции на Соединените Американски држави во земјава да ги скенира состојбите. Јас не се сеќавам дека дошле друг пат, ќе ме поправите, што навистина дава една интересна слика за тоа што ќе се случува во периодот. Па тие не почнаа со работа, меѓутоа ајде малку народски да кажеме, ја знаеме она поговорка ти зборувам снао, сети се ќерко, или обратно беше ти зборувам ќерко, сети се снао. Америка дојде да каже дека на Западен Балкан има корупција. Западен Балкан на некој начин се уште мирува во тој аспект, не се покрена некои специјални акции против организирана корупција, меѓутоа што се случи во Европска унија, гледате. Во Европска унија изби еден голем скандал, така? Да. Каде што подпредседател на парламент е уапсен. Случајно од соседната земја, од наша соседна земја,
Така што би рекло тоа е една поширока акција отколку на Западниот Балкан. Западниот Балкан се потенцира само затоа што е моментот таков, тоа е пред влез во ЕУ, пред отпочнување на преговори, средување на состојбата. Меѓутоа, ситуацијата со корупцијата изгледа дека земала замави на многу места каде што многу демократијата се сваќа на погрешен начин, така што оние што се на власт, избрани на власт, мислат дека можат се да прават додека се избрани на власт, го труе целиот систем корупцијата, затоа што ги укинува правилата на економијата, прво ги укинува, кој доаѓа до одредени договори, до одредени можности да се истакне, да сработи нешто, ако е тоа на база на корупција и на база на протекција, тогаш не се има правилна представа за тоа како се развива одредена земја. Оттаму тој можеби премногу се нагласуваше тоа кај нас санкции, па луѓе мислеа дека што сега FBI или не знам кој ќе апси по Македонија. Тоа е договор, дојдоа луѓе кои што требаше да помогнат на нашите обвинители, нашите суди околу искуството зашто Америка го поминала тоа. Ни една земја не останала без тој дел од својот развој, го поминала тоа и да го пренесе тоа искуство, не е толку да се наметнат. Така што мислам дека тоа беше еден корисен предлог, иако од оние санкции, од оние ставање на црни листи, гледаме дека нема некоја голема користи. Сад ќе треба да најдат некој друг начин за тоа, зашто на тие што ќе ги стават на црна листа и дека не може да додат во Америка, тие викаат па што ако не можеме во Америка, ние и понатаму ќе си бидеме корумпирани во Европа. Сега таа акција се пренесува можеби и на ова тло, заради тоа што сепак најголем сојузник, како што гледаме и ова ситуација сега со Украина, конфликтот и со Русија, Европа е најголемиот сојузник на Соединетите Американски држави и обратно. Да. Меѓу нив има понекогаш и така ситуации конфликтни, меѓутоа како и во секоја фамилија, сепак тоа е една фамилија, Соединетите Американски држави не сакаат да дозволат Европската унија затрчана по демократија да ги заборави основните правила на водење бизнеси и раководење со општествата. За ова што го кажавте за санкциите и за црната листа, Македонија веќе има луѓе кои се на црната листа на Соединетите Американски држави. Тоа се и Никола Груевски, и Сашо Мјалков, имаме луѓе што се уште од пред тоа на таа американска црна листа, ми се чини дека и Медук Тачи е се уште на таа црна листа, не е тргнат. Има и други луѓе тамо. А од овие актуелни политичари кои на Балканот, например, познат е случајот со Милорад Додик во Република Српска, кој два пати е ставан на таа црна листа, се потврдува и како што вие велите, тој отприлика го вели тоа баш како баш ми е галя што сум на таа американска црна листа, не ми значи ништо, значи прашање колку се ефектите, но во земјава можеби има некоја друга конотација и друг ефект би имало. Дали мислите дека доколку актуелни политичари бидат санкционирани од Соединетите Американски држави, дека тие би можеле слободно да продолжат со политичките кариери во земја? Па од етички аспект не би требало, меѓутоа од правен аспект тие ништо и официјално ништо не погрешиле во Македонија и тие сметаат дека и натаму може да бидат политичари, не само Македонија, гледаме во другите земји, не? И во другите земји, не само на Западен Балкан. Така што да, но поради влијанието на Соединетите Американски држави во земјава, бидејќи случајот со Додик е специфичен, тој таму има силна поддршка во својата база, има силна поддршка и од Србија и на некој начин може да обстојува, така да игра помеѓу, да балансира во земјава. Дали мислите дека тоа би можело? Па гледаме дека може. Малку мислите дека може сепак? Не, гледаме дека може. Имаме луѓе, да. Дека може. Значи, велам дека треба малку да се репарира тој систем на тие црни листи. Сега ние да не даваме совети на Америка, меѓутоа ние само констатираме што се случува. Инаку, различни се сепак искуствата на различно тло се спроведуваат и системите се малку различни во САД и во Европа. Така што
би требало некој друг начин воопшто на меѓународно ниво да се реши, да се спречи таа корупција, зашто е коруптор без корумпиран не постојат. Значи двајцата треба да бидат санкционирани. Тој што корумпира, што е корумпиран и тој што корумпира. Инаку нема стопирање на тоа. Тоа е болест на многу општества, особено на мали општества, кај што нема некоја огромна конкуренција. А во однос на скандалот со потпредседателката на Европскиот парламент и со тој голем корупцијски скандал таму, предпоставувам дека сега партнерите од Европската Унија после оваа акција уште повнимателно ќе гледаат на земјите кандидати, онака, значи директно народска кажано ќе им кажат доколку ние можеме да апсиме своји подпредседатели на парламентот, па што правите вие? Значи, а сакате да влезете во Европската Унија. Предпоставам дека сега, особено после оние пораки како на британскиот амбасадор, дека корупцијава во земјава, дека борбата против корупцијата назадува или дека корупцијата се зголемува, како сакате, дека и следниот европски извештај нема да биде многу мек по тоа прашање. Потполно се согласувам. Значи, двете поглавја, 23 и 24, ми се чини, ќе бидат основата на нашите преговори со Европска Унија. Без разлика на проблемот со Софија, што е ставена на трето место во неговиот извештај, проблемот на правниот, законодавниот, судскиот, обвинителскиот, не знам како да го наречеме систем, ќе остане важен, зашто тие две точки се и нерешени ситуации во нив се всушност дупки во кои што може да се пропадне, односно да пропадне дури и цел систем, зашто корупцијата е како некоја бактерија. Иако наизглед ја знаеме која е, меѓутоа лекот не го знаеме, засега се гледа дека не го знаеме лекот. И ова е точно воспитна улога има и одстранувањето на потпредседателката на парламентот, не е само функционирање на системот, туку и воспитна улога и за останатите земји членки, меѓутоа и нарочно за земјите кандидати. Без разлика што ние сме во Европа, колку и да не сакаат тие, ние сме исто едно да речеме една раничка мала во Европа која што сакаат да ја санкционираат, да не навлезе и во нивното тло. Не се согласувам толку дека баш кај нас е толку многу поголема корупцијата отколку во други земји, бидејќи и ние сме дел од бизнисот и сваќаме што се случува во некои земји, па особено во некои системи, односно институции дури на Европската Унија, каде што понекогаш сметам дека има воспитна мерка и таа воспитна улога и таа мерка што се презеде пред потпредседателката на Европскиот парламент. Да. Уште еден скандал кој да речеме ја одбележа годината е оној со украинскиот државјанин Александар Онишченко и руски државјанин, се разбира. После гледаме дека дојдоа едни пораки од НАТО амбасадори од западни земји, така излегува информации во медиумите, дека треба да се размисли околу назначувањето на Виктор Димовски за амбасадор во Париз. Министерот Османи вчера не сакаше да коментира на таа тема директно, рече тој има мислење за тоа, но не сака да го каже во јавноста пред да го слушнат председателот и премиерот. Колку мислите дека овој скандал и наштети на македонската дипломатија? Јас ќе зборувам општо, значи исто така нема смисла еден дипломат да зборува за свој колега, особено за колега што добил веќе агреман од земјата кај што треба да оди, ако добил, веројатно, и кој што земја која што е членка на НАТО и која што има сосема поинакви системи, нели, за одлучување кого ќе земи ќе му дозволи да биде амбасадор таму или не. Видејќи целиот случај е малку обвијан со некои нејасноти, не можеме да заклучуваме туку така, и во право и министерот чекаме надлежните институции да констатираат, зашто во тие дипломатски, безбедности, разузнавачки игри, на крајот ние не ја знаеме вистинската вистина, што се вели. Јас не би можел за тоа да коментирам, дури ние и како совет на амбасадори не сакавме специјално да се
изјасниме за тоа, а инаку за скандали и други сите што понекогаш се случуваат во дипломатијата не се потребни, меѓутоа им се случуваат и на други земји. Ова е еден случај на издадени многу државјанства, нека одлучат прво институциите, нека кажат што било или како било, некогаш можда некои работи нема да може да се кажат, зашто стојат во игра и работи кои што не може да ги знае јавноста или кои што треба да ги знае после 50 години ако се обвеани со велот на државна тајна или така натаму. Оттаму и јас не би се изјаснувал за тој случај, меѓутоа сум нормално отварање на очи кому се даваа државјанства, како се даваа државјанства, инаку ние гледаме соседната земја па наша издава стотици илјади државјанства, да не ги проверува случајно сите кои што работат и како работат. Па никому ништо, никој не ја поменува за тоа. А се работи за членка на Европската унија. Точно така. Значи, малку не велам дека дали бил во право, кој бил во право, има институции. Ние сме далеку од тие безбедностни тајни во кои што одамна не сме вклучени, ако секој амбасадор мораше да има нормално уверение за државна тајна и од тој аспект ја не би зборувал повеќе за тоа. Да, добро. Да преминеме на следната точка која е некако поврзана, тоа е Брисел и Софија. Брисел се разбира поради преговорите со Европската унија, но се разбира дека тука еден од клучните моменти е Софија, Бугарија, незините барања или услови на некој начин кои се представени преку историската комисија, преку рамката за преговори, но тука прв клучен чекор е менувањето на уставот, ставањето на бугарите во уставот. Без тоа не може ни да почне отварањето на поглавја, тоа го знаеме. Тоа е следен голем предизвик. Гледаме дека политичките партии, политичките субјекти немаат консензус за тоа прашање, а тоа веќе треба да почне да се интензивира на почетокот на следната година. Мислите ли дека ќе успеат да најдат решение прво за овој прв чекор? Вака, сега да речеме, велите немаат консензус. Од друга страна, едногласно парламентот наш усвои декларација кои се правилата и нормите до кои што ќе треба да се држат нашите преговарачки тимови при преговарањето со Европска унија и сметам дека до сега се држат на тоа. Едногласно беше таа декларација освоена, одредени се на некој начин тие црвени точки, иако по правилата на дипломатијата ние велиме дека не е редот секој да си ги каже црвените линии јавно, толку затоа што тоа многу им отежнува на преговарачите, ако нема доверба во нив, нека не се поставуваат. Меѓутоа, добро, се случи тоа, прво Бугарија усвои декларација, па ние кај нас декларација, што следеше, не бевме ние тие први кои што го скршија тоа правило, тие го скршија. Меѓутоа, консенсусот е тука да, никој нема против внесување на хрвати, црногорци и бугари во уставот, меѓутоа се бара на некој начин од другата страна два момента се. Едно е што треба Бугарија исто така како некоја противтежа на тој потек да направи, а другата работа е себичноста на политичките партии, суетата на политичките лидери за тоа кој успеал да внесе Македонија или кој ги успеал преговорите да ги почне. А забораваме дека ние 17 години веќе преговараме во кои што разни партии биле на власт и членови на власта, како што е и сега случајот, и дека на крајот ако ги почне преговорите сите ќе имаат иста заслуга или сите ќе имаат иста незаслуга. Не постои таков збор, односно ќе бидат одговорни за тоа зашто не сме ги почнале, односно зашто не сме ги продолжили. Јас сметам дека сме ги почнале преговорите, ова е само еден чекор, точка, пункт на која што треба да се види како понатаму. Сметам дека доколку дури и да не се внесат бугарите во уставот, на некој начин ако Бугарија се сложи, тоа да се остави за понатаму и да им се даде еден одговор на оние партии кои што не согласуваат со таа точка, преговорите може да си продолжат, па Бугарија може кога сака да даде вето или било која друга земја да даде вето за продолжување на преговорите. На секој од тие поглавја исто така може да се реагира.
Значи, тоа секогаш тој клуч го држат таман сите земји членки во ЕУ, не само Бугарија. Меѓутоа, има и еден друг момент. Ако тврдењето на Бугарија дека има толку многу бугарски државјани во Република Македонија, заборава дека со тоа тврдење тие потврдуваат дека и толку македонци има во Бугарија. Значи, овие што земале бугарско државјанство, сите имаат и македонско државјанство и најголемиот дел од нив, поише од 95% од тие што земало бугарско државјанство, без разлика што подпишале таму дека се согласува дека се бугари, кај нас подпишале дека се македонци и на пописот се изјаснија како македонци. Тоа значи дека и ние во Бугарија имаме, ако се 100.000 тие такви, и во Бугарија имаме 100.000 македонци кои што на некој начин се плашат да кажат дека се македонци. Тој момент треба да се истакнува кога се разговара со Европска Унија и со сите во тоа чии се, кои се, како се, затоа што ако ги има тука, ги има и таму. А ние веќе направивме попис во кој што се виде колку бугари има. Меѓутоа рековме дури и 300 да се, нека бидат внесени во уставот, нема ништо да промени, особено што сега после склучувањето на договорот со Frontex, каде што е македонскиот јазик се виде дека нема да престане да постои, што беше чудно и за многу луѓе што тврдеа дека готово сега ќе го снема македонскиот јазик, така натаму не би зборувал повеќе на тоа, зашто го сметам за една чиста политичка пропаганда. Може да се продолжи и мора да се продолжи и мора да се најде начин за тоа што истакнувањето сега на разни бари на политичките партии, секој сака од овој момент да извади користи и дури кога зборувам дека партиите треба еднаш да заборават, понекогаш да заборават на својот рейтинг, туку да одат на тоа да биде добро во самата држава, па кога тие ќе се истакнат, ќе има време и за тоа. Треба да се сетат на тоа дека прекинувањето на преговорите ќе значи изгубување на моментот, на онај замаец кој што го имаме сега со членки сме нова, председаваме ваму, председаваме таму. Наеднаш тој моментум, значи тој замаец да се откине и да Македонија го изгуби моментумот, и дали ќе дојде по 10 години или не знаеме како. Сведоци сме само на едно, дека што повеќе го одлагаме почнувањето на преговорите, само потешки услови добиваме за продолжување со нив. Ако ги почневме 2008, замислите да имавме решение 2008, така што направивме со грците околу Северна Македонија, до сега ќе бевме членки во живи. Дури така беше и некако планот заедно со Хрватска. Меѓутоа го испуштивме тој моментум. Сега ако направиме пак таква грешка, може многу навистина скапо да не чини. Иако, да речеме, има луѓе што тврдат дека договорите со Грција и со Бугарија биле многу штетни за нас. Прашајте ги бизнесмените дали се штетни. Зашто имаме со Грција дуплирање на трговијата, со Бугарија имаме 50% зголемување на трговијата за овие 2 години, 3 од како постојат договорите. Така што јас и од искуството со раководењето на мој македонски оддел од имот на меѓународната група експерти го имам. Бизнисот си оди понатаму, дури гледате и за марки кои што околу виното, што не се само марки, ами се географски индикации, па сепак нема спорови, нема некои тужења, никој нема ништо против тоа, само да не се доведе до забуна купувачот. Значи, бизнисот вели, развојот на економската соработка вели дека двата договори не се штетни. Сега, од политички аспект, можеби, нарочно од партијата што не се согласува тогаш, што сега не се согласува со тие договори, иако може и да не се согласува, нивно преправање или укинување речиси невозможна мисија, можеме само да заклучуваме дека ние од една точка место тргнавме сепак малку напред. И доколку гледаме интензивна соработка меѓу министрите македонски и бугарски, иако тој технички министер Милков, ама веќе неколку пати одат, се гледаат. Сега Бугарија исто доби потрес од тој договор, не само Македонија. Значи, 3-4 влади веќе не може да состават влади, па целото на некој начин прашање таму се затвара на тоа дали било добро или не било добро да се склучи договор таков договор со Македонија.
во однос на ова, ја спомнавте и Грција, ќе ве прашам посебно за тоа, имам за тоа прашање, но сакам уште ова за Бугарија. Значи, интересно е што еве и според последните ставови на ВМРО ДПМН кои ги кажувале и порано на некој начин, тие велат дека во суштина немаат ништо против наставањето на бугари во уставот за самата суштина на тој предлог, велат дека не е ништо спорно во тој момент, но се против уцените како принцип. И тие побараа и гаранции некакви од Бугарија за понатамо дека нема да блокира доколку се случи тоа. Предпоставувам, спроведувајќи некаква аналогија со Преспанскиот договор, знаеме што се случи после него, дека она што ни беше ветено го добивме само половично, добивме членство во НАТО, но не и почеток на преговорите со Европската Унија. Но сега прашањето е дали такви гаранции се можни, амбасадори? Може ли некој да дае гаранции во Брисел дека земјава понатаму нема да биде блокирана до крајот на преговорите? Мислам дека не може. Во сегашната конституција на договорот за постоење на Европска Унија не постојат точки кои што би му дале таква силина, таква моќ, официјална, правна, де јуре. Меѓутоа, де факто, односно, на некој начин може да се дадат такви гаранции, меѓутоа тоа би било посредно. Доколку може постојат механизми кои што можат да делуваат на земјата која што сака да направи таква блокада, меѓутоа би рекол доколку таа земја е спремна да ги поднесе тие губитоци со тоа што нема да го, а гледаме дека Грција беше во минатото, подготвена дури да поднесе известни губитоци, само за да не го случи договорот со нас. Ако и Бугарија е спремна на тоа, дека нема да може никој да нареди се да настане промена на уставот, зашто ваков устав, окей, од една гледна точка на демократија и на развој општеството, тоа е навистина најдоброто нешто што можело да му се случи на човештвото, што спречи војна во Европа, во Европска Унија, сега гледаме зашто војна во Европа пак има меѓу Русија и Украина. Постоењето на таа Европска Унија со тој устав како што е. Меѓутоа, па тоа ја спречува понатаму Европа да игра и позначајна улога не само во економска смисла, ами и во политичка, а да не зборуваме за безбедносна улога во која што нема самата никакво значење без НАТО. Но има некои поместувања малку на тоа поле, меѓутоа кога ќе се случи промена тој устав, сметам дека еден ден ќе мора да се случи заради поефективно одлучување, значи, или поефективно спроведување на одлуките на ЕУ. Зашто еве ние имаме одлука да се отпочнат преговорите, меѓутоа немаме одлука што ако некој сака да ги стопира. Да. Значи, за спроведувањето е потребна малку повеќе диктатура, за донесувањето да биде демократско е потребно малку повеќе демократија, па треба некоја демократија или како да ја крстиме, демократура, ја викаше професорот Адиджес. Демократурски систем не постои за жал, меѓутоа при спроведувањето на одлуките гледаме дека ЕУ е многу слаба како организација, без разлика на тоа што е неубавото, нешто што му се случило на човештвото, на организиран пристап на држави во заедничко постоење. Да. Амбасадоре, вие ја спомнавте Грција. Интересен е односот на земјава со Грција после подпишувањето на Преспанскиот договор, иако се разбира има многу критичари на тој договор, се уште има, но факт е дека односите со Грција не само што се нормализира, не само што еве трговската размена од 800 милиони евра рипна на 1 милијарда и 600 милиони евра, значи се дуплираше. Тие односи влегува во еден сосема друг колосек. Интересен беше и ставот еве на Грција додека Бугарија го отвори проблемот сега, кога Бугарија ја отвори блокадата и кога на некој начин и бугарските политичари бараа поддршка од Грција и даваа аналогија дури и со грчкиот проблем, грчките представници беа доста резервирани по тоа прашање, но и не само тоа, туку даваа и директни изјави на поддршка, кажуваа дека не треба земјава да се блокира и дека ја има поддршка од Атина. Ние треба да бидеме тука малку и искрени да кажеме дека и во земјава гледаме дека сите политичари
пратеници, да речеме, но и често и владини представници и министри се уште велат Република Македонија, не кажуваат секогаш Северна, но се чини дека веќе Атина на тоа и не гледа премногу, дека едноставно тоа прашање го остава ад акта. Имате ли вие такво чувство? Па, видите, една политика го потпиша договорот, друга политика го спроведува договорот. Значи, една политика социјалдемократска, ориентација кон општество, заедништво и така натаму, и друга е сега на власт која што е повеќе национално ориентирана, меѓутоа и таа мора да го почитува меѓународниот договор. Јас велам, договорот не е само меѓу Северна Македонија и Грција. Договорот, во тој договор има и трет потписник. Тоа е представникот на Советот за безбедност на Обединетите нации, Метју Нимец. Значи, тоа е меѓународен договор. И туку така меѓународен договор не може да се прекине, иако ветуваше партијата во Грција дека кој ќе дојде на власт, меѓутоа гледаме дека на договорот и на вистина делови од тој договор не се спроведуваат со таа брзина со која што сакаме. Токму тоа може би и го прави власта која што е сега дојдена заради внатрешно политичко потреби, би рекол повеќе, да покаже дека еве таа имала право кога тврдела дека не треба. Отаму и таа трговска марка што е дадена да се користи за представниците на грчкото стопанство од Северна Грција кои што сакат да ја користат сертификатна марка, не е посебна трговска марка. Macedónia the Great, односно ДГР. ГР е како потенцирање на Грција, меѓутоа ГР може и како потенцирање да биде на Great, на голема Македонија, како и да е, не е тоа толку битно. Меѓутоа во главном договорот се спроведува, особено во трговската размена. Значи тој е економски комитет, иако не се состанува многу редовно, меѓутоа самите бизнисот функционира. И во договорот стои дека Грција ќе поддржува Северна Македонија во нејзиниот пат кон Европска унија и таа на тоа се држи кога некој од неа бара да биде сојузник, еве како бара Бугарија да биде Грција сојузник на тој план. Грција се повикува на договорот во кој што таа е обврзана да ја помага на Северна Македонија, така што не може тоа да го прекрши, затоа што и меѓународната јавност го набљудува тој договор. Затоа сметам дека и оној момент кога викаме ние францускиот предлог, кога бугарскиот предлог стана француски, односно стана предлог на Европска унија, не ќе биде баш така лесно Бугарија да врши блокирање, доколку се прифати ова и доколку се спроведе внесувањето на бугарите, црногорците и хрватите во уставот на Северна Македонија, што јас сметам дека би било многу корисно. Оттаму тој договор добива меѓународна нишка и не ќе биде едноставно така да го прекине Бугарија. Од една страна изгледа дека тој бугарски предлог станал европски, меѓутоа од друга страна тоа нам па ни помага што тој договор стана европски. Ако стана европски, тогаш цела Европа треба да одлучи за тоа дали некој ќе може да блокира или не. Зборувам повеќе од етички аспект на договорот, и рековме од правен аспект секоја земја може да изврши блокада. Да, ми се чини, амбасадоре, дека една работа која се случи, која е прилично клучна во земјава, некако не помина толку бомбастично колку што би требало да помине, бидејќи се работи за спор стар 60-70 години, тоа е црковниот спор со соседна Србија. Имено Македонската православна црква конечно доби меѓународно признание, влезе во канонско единство со останатите православни цркви. Црковниот спор со Српската православна црква се реши и некако повторно ќе кажам, имам чувство дека тоа не помина, не доби толку голема афирмација колку што требаше да добие со оглед на тежината и на долгото траење на проблемот. Сметам дека е тоа последица на недоволната запознаеност на жителите на Северна Македонија. Што значи тоа? Затоа што одма се јавија критичари, наводни познавачи на црковните прашања, кои што почнаа да им попуваат на нашите попови. Јас во тоа не навлегувам многу, иако јас сум верник во онаа смисла, верувам во Бога, меѓутоа на сите попови, на сите не им верувам, што се вели, избирате може би како шега, кај што
тие велат дека тоа признавање наводно не било уште вакво и такво, требало нешто друго да се направи. Јас сметам, јас и верувам во нашите епископ и синодот на Македонската православна црква, кој што разговарали, кој што го прифатил тоа и нема што да размислувам повеќе и на тоа многу се радувам. Особено се радувам што имам и роднини и пријатели и во Србија, па и во целиот православен свет и не само православниот, имам пријатели, фала Богу, низ цел свет. Се радувам дека црквата влезе во такво единство, канонско единство и дека тоа е стварно момент за поздравување. Технички прашања веројатно останале како и за многу други работи, меѓутоа основата е решена и дека конечно македонските свештеници можат да богослужуваат со останатите свештеници од православието и да не се чувствуваат на подобен ранг. Тоа сметам дека е и последица на некој начин на договорот со Грција, каде што некои прашања се расчистија околу словенското потекло на македонскиот јазик и тука веќе дојде до едно расчистување, би рекло, иако нам ни беше тоа доволно јасно, меѓутоа дојде до расчистување на двосмислието, кога ќе кажешме македонци. Нормално дека демографските истражувања можат да продолжат и научните истражувања и докажувања и кој колку проценти е што и така натаму, меѓутоа основата беше тоа, решението дека па и пишува во сите книги дека Кирил и Методи го говореле јазикот на македонските Словени. И тој го знаел, иако тој јазик е сличен со останатите словенски јазици, меѓутоа дури првите богослужби во Словачка, односно Моравија, Чешка ги правеле на тој јазик. Од таму значењето не треба да се намалува на тоа, на признавањето на нашата црква. Меѓутоа, ние видите каков народ сме, понекогаш сме склони само да се сеќаваме на лошите работи. И не сме ни подготвени да ги славиме добрите работи, поготово ако не се од спортски тип. Да беше некоја спортска победа, бидејќи таа е општо позната, секој е навлезен во тоа, ние ќе излезевме на плоштад. Ова е сепак една работа во која што многу малку ја познаваат суштината, одат луѓе во црква, палат свеќи, меѓутоа што значи тоа црква, што значат свеќи, што значат разни празници, малку кој од верниците на вистина го познава. Треба да му се даде и не треба и тоа треба се поздрави, тоа признавање, односно тоа помирување, би го рекол јас сум крстен во Македонска православна црква, сум бил кум во Бугарија, кај што бугарските свештеници воопшто немаа ништо против мојата крштеница, ако пишуваше таму Македонска православна црква. Истото и се случило и во Србија, така што тоа беше само на едно ниво административно, би рекол, на високо ниво свештенство. Сметам дека е голем настан и тој требаше да се обележи како едно нешто важно во сите зла што го снајдува регионот и Европа, една добра работа за Северна Македонија се случи. Јас ако пропуштам Република Македонија, нема да ја презивате. И тоа нема никој да го замери, видете, тоа па и Хеленска република и Грција, ќе се кажат еднаш вака, еднаш така. Тоа се веќе административно сме ние Северна Македонија и тоа е најважно. Грција е Greece или Hellenic Republic и на нивните производи ќе пише Produced in Greece или Produced in Hellenic Republic, но во нашите ќе биде Produced in North Macedonia. А Македонија, едните и другите имаат право да употребуваат на нивните производи или ознаки, само да доведе до забуна некој да погреши од каде потекнува некој од производите. Затоа е на крајот на долното административно на таа држава. Да. И за крај да го заокружиме разговорот со тој процес Open Balkan кој на некој начин се преклопува и со Берлинскиот процес цело време. Многу слични карактеристики и атрибути имаат двата процеса, отприлика исти цели треба да постигнат, но сега се најавуваат и постојат некакви најави дека двата процеса ќе се спојат во еден, бидејќи Open Balkan на некој начин се протежира од Вашингтон, Берлинскиот од Германија и после
последната голема конференција на Берлинскиот процес кој се одржа, некако се оди на спојување на двата процеса и што тие треба да донесат за регионот? Всушност, дали тие треба да представуваат некаква замена за Европската унија за регионов? Не. Open Balkan е само една манифестација на освестеноста за Берлинскиот процес. Јас така би ја нарекол и ја поздравив и присуствував на подпишувањето на договорот во Александар Палас во Скопје, кога се случи тоа пред 3 години. Значи, Берлинскиот процес всушност е виенски процес на некој начин, бидејќи 2014 година прво во месец јуни или јули се одржа во Виена самит на министрите на надворешни работи на сите земји од Балканот, меѓутоа таму беа и министрите на Германија, на Австрија, на Франција, кај што се даде таква визија и во есента се одржа премиерскиот самит во Берлин. Берлински процес се нарече, меѓутоа се спроведуваше од страна на цела Европска унија. Секој нов состанок се одржуваше во различни земји на ЕУ, значи не само во Берлин, ами и во Париз, не знам и во Рим, не знам и во некои други градови, ако сгрешам не е толку страшно. Значи Берлинскиот процес само така наречен всушност процес на Европска унија, каде што со цел да се научат балканските земји да соработуваат, а најлесно се учат прво на економски план, на образовен план, на културен план, за да дојде време и на политички план да соработуваат, па и на безбедносен план, кој што сам по себе не е вклучен во Европска унија, туку е во НАТО, бидејќи најголемиот дел од земјите на ЕУ се во НАТО. Значи тоа беше една подготовка. Се гледаше дека земјите се уште има дури земји што не се признаени меѓу себе од Западен Балкан, Србија не го признава Косово или Босна не го признава Косово, па дури Косово не го признаваат и некои земји членки на ЕУ, да се приближат земјите, најлесно се тоа се постигнува, видовме со економија и со култура, односно образование, подпишувањето на договорот за признавање на дипломите од сите земји. Тоа се чекори кои што даваат надеж степ бај степ да се дојде до таа цел. Прво земјите да се освестат за заемна соработка едни со други и после во ЕУ да не им биде толку страшно да се навикнат на таа соработка на едно поголемо ниво, на повисоко ниво. А Open Balkan е само едно јадро од тој берлински процес на, јас би ги нарекол, освестени земји, како што се Србија, Албанија и Северна Македонија, кои што решија, еве, ние ќе покажеме како тоа може во едно мини ниво да се направи, затоа што очигледно дека некои работи меѓу Косово, Босна, Србија не се уште средени како што треба, Албанија и така натаму, еве како тоа би изгледало. Сега, убава замисла, ако ја гледате пред презентацијата на платно, тоа изгледа се убаво, не знам, во пракса мислам дека се уште не функционира како што е прикажано. Јас се сеќам на моментите кога еден производител од тиквешијата можеше да однесе во Белград колку сака, тони и вагони, ако треба, не знам, грозе или пиперки или патлижани, и да ги продаде по многу добра цена, или да ги однесе на море, исто така да ги продаде по добра цена, и кога за 2 летини собрани можеше некој да направи куќа во тиквешијата. Сега тоа не може или во Ресенско, затоа што границите сами по себе му штетат на развојот на трговијата. Идејата беше Open Balkan, отворени граници за отворена трговија, слободна размена на стоки, услуги, токму како што се случува во Европска унија, со лични карти, без пасоши. Мислам дека се уште не функционира баш тоа како треба. Тука има и внатрешни пречки во самите земји, изуствително моќници кои што располагаа со тоа кои со некои дозволи со тоа колку ќе се чува одредено овошје или месо или не знам по какви ладилници, па кога ќе се пути да може да отиде другата граница, сега ќе ги губат со тоа тие привилегии, тие губат лично, меѓутоа добиваат државите и добиваат сите стопанственици, односно бизнисмени, па и малиот бизнисмен, и малиот производител, оној мал земјоделец, се уште има и тука пречки, меѓутоа
едниот во другиот систем може да се прелее, не е ниту, јас не сметал дека е тоа одвоен систем, нормално дека е Open Balkan дел од Берлински процеси, тоа најдобар дел што покажува како Берлински процес позитивно влијаеше на овие земји кои што реши, еве ние ќе преземе вакви активности. Се чудам зошто не го направат тоа и Косово и Босна и Црна Гора, иако тие имаат своји оправданија за тоа, меѓутоа истото ќе се случи во Берлински процес, тоа е крајната цел. Тоа е една многу добра идеја која што треба да се спроведе во стварност, која што само ќе го забрза патот на овие земји ќе го скрати времето за влез во Европска унија на овие земји членки на Берлински процес. Да, еве амбасадоре, разговараме точно еден цел час. Значи, мислам дека направивме добра анализа, добар пресек, бидејќи едно е кога институциите ќе го кажат своето, ќе го дадат своето мислење, тие секогаш да речеме ги гледаат работите малку низ розови очила, но друго е кога еве ќе се направи еден ваков факт-чекинг од трета независна страна. Мислам дека гледачите добија доста одговори, добија една поширока слика за состојбата на македонската дипломатија. Благодарам што ме поканивте на разговор. Спонтан така, меѓутоа најдобро се случува тоа кога е спонтан разговор, кога човек не се осеќа приклучен да мора да каже нешто што институционално ќе биде забележано. Јас сум сепак слободен дипломат, кој што и понатаму еднаш дипломат, цел живот дипломат, работи во интересите на неговата земја. Да, ви благодарам уште еднаш и се разбира, ќе се гледаме и во 2023-та. Да бидеме живи и здрави. Среќна нова година вам и на сите гледачи ваши. Да, ви благодарам уште еднаш. Ова беше амбасадорот Ѓорги Филипов. Ние правиме сега кратка пауза, па продолжуваме со професорот Рубен Земун.